Постпразнично, што ако не спорт по 9 часот. Не смеа да не го прифатат следниот епитет, а тоа е најдобрата судиска двојка на светот. Ракометните судии Ѓорги Начевски и Славе Николов се гости во Македонија наутро, се уште нема да ги видите, ќе ја видите најавата за нив. Ракометната судиска двојка Ѓорги Начевски и Славе Николов остварија хетрик финалења на европските првенства, светските првенства и летните олимписки игри, патем имаат и финале во Лигата на шампионите. Раритетен учинок во светот каде секогаш тие се виновни. Можат слободно да се отворат приватна компанија за судење или универзитет, што сакате тоа. Затоа што се единствени присутни на големата сцена во машките надпреварувања од оваа перспектива далечната 2012 година. Нека трае аплаузот. Ке се обратите еден по еден, двајцата заедно или само еден? Обично јас ја имам таа чест да говорам, меѓутоа некој што му остава ми него да каже некој збор. Следната награда се надевам. Ти благодарам на убавите зборови. Имаме многу повеќе финали, не од 2-3, иначе имаме само оваа година, ни беше толку плодна што имаме само оваа година судено полуфинале на Европско, финале на Лига на шампиони, финале на Саудиска Арабија и на првенство и на куп, полуфинале на Суперглоб, како и полуфинале и финале на Лига шампиони Азиско. И сега голот на Пранди беше регуларен или не? Секако. Чим го сменија правилото поради нас, бил регуларен гол. Добро вечер на сите присутни. Представува особена чест и задоволство да ја примим оваа награда, посебно после толку години. Иако од 2003 па до ден денешен сме присутни на сите европски и светски првенства, 4 олимпијади, како што каже, и финале на олимпијада, што е едно голема чест и задоволство. Имаме, оваа година ни продолжија, извинете, ќе бидам малце подолг, ни продолжија да бидеме, мислевме таман ќе се пензионираме и ќе се отарасат сите од нас. Ардно, ама мора да судиме до 55 години, имаме чест уште едно, барем уште едно финале да отсудиме на олимпијада. И затоа ќе се заблагодарам уште еднаш до Министерството за млади и спорт и посебна благодарност до господинот Борко Ристовски, бидејќи има чест и доблест да ги препознаат квалитетот и правите спортски вредности. Нека оваа награда биде подстрек за сите млади генерации спортисти, поготово за младите судии, бидејќи за жал или за среќа кај нас судиите се едни од највреднуваните. И нека биде подстрек само да остваруваат поголеми успеси за нашата Македонија. Да живее Македонија. Убави празници и се најубаво новата година. Уште само едно прашање, никој да не чуе. Кој кого брани на теренот кога има конфликтни ситуации? Обично ја го бранам него, мада и он... Даште аплауз, луѓе. Ѓорги Начевски и Славе Николов. Честитки. Да, убава атмосфера беше тоа на спортисти на годината, церемонијата на признавањето на најдобрите оваа година, односно минатата година, простете, 2024-та. 2025-та е на стартот, сме 8 јануари, постпразнично. Ѓорги Начевски и Славе Николов се гости во Македонија наутро. Добро утро. Добре дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Добро утро и ти благодариме на поканата и уште еднаш на убавите зборови и убавата најава. Ретки сте ни и затоа мора да ве испочитуваме. Да, ова мора да го прифатите, најдобрата судиска двојка на светот во ракометот. Треба да ве негуваме, треба да ве почитуваме, да има малку на екраните, ќе се потрудиме сега вака, како рече Ѓорги, како доаѓа кариерата на залез, да ве има што повеќе, со цел да ги видиме сите достигнувања. Сега двајцата ќе ни се обратите, Славе, ќе почнеме со тебе, бидејќи Ѓорги ја презема палката на церемонијата. Загадено е во Македонија, според последните мерења во Скопје, меѓутоа во Данска е почисто, во Херник сте делегирани, па кога ви почнува следната одисеја ракометна? Па пред се, значи, да им честитам новогодишни празници на сите православни христијани, божични празници. Значи, нашето патешествие почиња сега на 10-ти, стартуваме во Загреб, имаме 3 дена семинари, тестирања. Потоа патуваме за Херник во Данска, каде што ќе настапиме во тие две групи што се одржуваат во Данска и потоа планот е на завршниот викенд турнир во Осло. Подготвени сте за тестирањето, за спремни семинарот? Спремни како и секогаш. Родени сме спремни. Ѓорги, каде е тесно, таму македонците
ја делат правдата. Барем во ракометот. Дефинитивно. Секогаш каде што има некои тешки надпревари, кај нас, како што кажа, ние сме прелиминарно делегирани во Хернинг, меѓутоа нема да биде изненадување да не пратат таму каде што е тешко. Обично секој првенство имаме бар по 20 лета натаму нааму, како што и сам знаеш дека се одвива во 3 земји. Така да ние сме секогаш по традиција во сите 3, во сите можни градови каде што се суди, таму сме. Предизвикот судење е сериозен предизвик. Тоа е предизвик зад кој нема никој, освен судијата, освен арбитарот. Ова е еден од моментите кој што ве дефинира како најдобра судиска двојка на светот. Го споменавме тој на церемонијата и сега ѓаволот ја однел шегата. Колку беше регуларен овој гол и колку вашата одлука влијаеше врз промената на правилата позитивно, се разбира? Видете, се гледа сега и голот. Значи во моментот кога Може беше графиката да тргнеме, колеги од режија, за да ја видиме уште еднаш снимката. Каронот да го тргнеме, ете го тој момент. Значи во моментот кога беше постигнат тој гол, правилата беа такви да овој гол за нас е се уште регуларен, бидејќи правилото кажува дека во моментот кога шутерот ја фрла топката према голот, треба со еден дел од телото да има контакт со тлото. Во тој момент Прандин има со десната нога како што се гледа контакт, така да за нас е регуларен. Не кажува, не постои стојна нога како во кошарката, не покажува со првиот дел од телото со кој што има. Дел од телото мора да го допира тлото. Бидејќи ова правило беше недефинирано до крај, практично Пранди го изигра правилото. Односно го употреби во свакој. Според правилата беше коректен. Светската ракометна федерација го измени ова правило, го додефинира и сега кажува дека со таа нога која ќе стартува изведувањето мора да биде во контакт со тлото до крај на изведувањето. Сега е дефинирано така да не може веќе овој гол вака ќе биде невалиден. Ѓорги, предизвикот судење си носи со себе сериозни обврски, носи привилегии, меѓутоа и обврски. Сериозни обврски. Сега дали во вакви ситуации како оваа што ја видовме, цврстиот став и првиот впечаток од првиот момент и негледањето на забавената снимка дава дополнително значење на донесената одлука? Кога си сигурен во одлуката што ја носиш, секако дека дава на значење. Меѓутоа, на крајот на криштата, најбитно е да се донесе правилна одлука. Сега, како што рече, имавме ние тука забавена снимка. Беше можно да се гледа забавена снимка, меѓутоа, што носи забавената снимка? Се додека донесеш одлука сам на теренот, тоа се вика observation of facts и не може никој против тоа. Доколку отидевме да гледаме забавена снимка, што ќе беше проблемот? Ние и вака, после толку изгледани снимки и репетиции, не си сигурен. Сепак постои оној сомнеш, оној милиграм, милиметар. А можеш да замислиш каде што има 25.000 публика, каде што има еден човек на забавената снимка кој што не е од англиско говорно подрачје, туку е французин, и кој не знае, ќе треба барем уште половина час да те чекаат сите таму каква одлука ќе донесеш, и пак нема да биде сигурен дали ќе ја донесеш правилната одлука, тек тогаш подлежиш на жалба на едниот или на другиот тим. На едниот дека дале гол, а на другите да се жала дека голот е нерегуларен. Така да, во тој момент, јас бев 100% убеден дека со еден дел од телото допира на тлото и заради тоа донесовме таква одлука. И друго што беше уште пресудно, попресудно за нас беше тоа што 6 разлика губеа французите на полувреме. Има 3 разлика швеѓаните на минут и пол до крај. Готфридсон одсудив чекори на 2 разлика. После и никој не се надеваше дека од 11-12 метри дека ќе даде ваков гол. И да не е регуларен голов, па ваков гол ретко се гледа и мислам дека ќе остане во аналите на ракометниот спорт. Па исто како оној гол од една повозрастна судиска двојка која што го носи презимето Начевски, Маки, мислам дека беше го поништи голот на германците 2002 на европското првенство дома кај нив Маријан Начевски. Во Шведска. Во Шведска беше, да. Во Шведска. Да, на европското првенство. Дали беше Маријан, дали беше татко ми е Маријан. Маријан мислам дека беше, не Драган. Ама не беше само ово, имавме уште еден кај што да судивме чекорите на Карачич, кај што беше одлучувачки исто против Шпанија во последните секунди. Да, во финалето на европско првенство. За да бидеш врвен судија, пред се треба да имаш
храброст и треба да ги знаеш правилата. Доколку не го поседува сето тоа, никогаш нема да бидеш врвен судија. Славе, се подготував со прашања, некој поставав, не поставав, ги бришев, ги подготував. Не требаат прашања за ваков разговор, особено за оние кои што живеат со и за спортот. Како македонските арбитри се ценети во меѓународни рамки, зборуваме за ракометот? Па видете, како што рековте и вие, претходно беа предводници на како ракометни суди Драган и Марија Начевски. Значи, они ни отворија голем пат пред нас, ние само ги наследивме во таа професија. Значи, ги оправдавме очекувањата, достигнавме највисоките цели, значи повеќе од ова што сме отсудиле не може, што кажа Ѓоко, само може да се повтараат финалињата. Значи, оставаме зад нас генерации добри суди кои котираат високо во европскиот и светскиот ракомет. Имаме наследници кои доследно ќе го продолжат овој пат и мислам дека Македонија не треба да се грижи за судиски кадар во ракометот. Има некој нов Начевски наповедок или Има и Начевски и Николов, тоа е трета генерација. Со оглед на големиот број на презимиња Начевски, ќе ги завикаме и Николов Начевски. Нема да се лутите, не, се шегувам се. Ни најмалку него баш имаме Николов Начевски или Начевски Николов, како сакате, трета генерација, имено синовите судат заедно. Ова е веќе 4-5 година и се сериозни претенденти за меѓународни млади суди. Така да, ако се паметни, а паметни се, и ако учат од родителите, далеку ќе стигнат. Меѓутоа морам да се надоврзам каде што праша дали имаме европска иднина во судењето. Самиот факт што имаме 6 меѓународни судиски парови, а нема ни Франција, ни Шпанија, ниту Германија, кажува све. Дека сме работеле и дека ќе работиме и дека ќе дадеме одлични суди во Европа. И од работата има резултат, што е најважно. Славе, каков е патот на еден ракометен судија врвен? Па патот не е така лесно како што изгледа. Еве ние што звучи. Ќе се земеме ние за пример, на пример ние почнавме на свои 15 години со судење. Ја тоа го наследив од татко ми, исто оно. Татко му судеа у бивша Југославија заедно како пар, како што кажа, ние сега втора генерација, синовите наши трета генерација. Значи си иде, ако покажеш квалитет како млад судија, си иде секоја сезона, секоја втора година се напредува од лига во лига, така да доаѓаш во највисоката лига овде во Македонија. Потоа си кандидат за ЕХФ значка, одиш на тие меѓународни турнири. Сега е многу полесен патот, бидејќи како што спомна и Ѓоко, има Young Referee програм, каде што уште од 20 години, 21 година судиите ги прати меѓународната ракометна организација, им доделува меѓународни турнири, каде што ги следи, им дава упатства како понатака. А ние сме единствени кои не сме станале меѓународни со тој Young Referee програм. Така да многу полесно сега се станува него порано. Генерално животот на помладите е полесен ако сакаат да го прифатат вистинскиот пат. Ѓорги, што е она што велиш трета генерација, што е она што повозрастните треба да им го пренесат на помладите, што е она што вие како круцијално го научивте од повозрастните, од родителите и од примерите што ги имавте? Круцијално што го научивме од повозрастните пред се почита, што овие нови генерација немаат. Ние бевме толку доблесни да ги испратиме сите стари суди, да ги сочекаме да одсудат и кога ние сме заслужиле многу повеќе од тие стари суди да судиме своевремено, можеби и многу порано, ние секогаш сме имале доблест да дадеме предност на постарите и да им одважиме тоа што го заслужиле да ги испочитуваме со еден збор. Новите генерации таа почит ја немаат и сакаат преку леп погачи, сакаат преку ноги да станат тоа што не се. Ке ти дадам една илустрација. Ние за да стигнеме да бидеме меѓународни суди, сме требале, кој што напомена и Славе, да ги поминеме сите тие категории, сите тие лиги, па за да и да ги отсудиш најтешките надпревари тука, за да имаш можност да станеш меѓународен судија. Сега дојде обратно. Сега првен стануваат меѓународни суди, а се уште не се печени да ги судат најтешките надпревари во домашната лига. Своевремено, 15 на години јас судев кошарка, повреда, па ми заврши кариерата, стигнав до втората лига македонска, која што на времето беше многу посилна од сегашната прва лига. И констатацијата моја е дека на тие мали надпревари каде што
помалку се знаат правилата и каде што помалку се владее играта, се учи повеќе од страна на арбитрите. Многу е лесно на европско и на светско првенство каде што се топ ракометарите, например, во ситуација или топ кошаркарите. Тие млади надпревари во младински категории Не само младинските, и вторите лиги, и и првата регионалните лига, лиги, да. тука е жестината се на многу потешки него, како што кажа ти, некои надпревари дали во Лига Шампиони или во најдобрата лига кај нас. Зашто? Од кој аспект? Во денешно време на сите тие младински надпревари се сите родители присутни и сега е таму многу потешко да судиш од кој аспект. Бидејќи кај нас, барем во Македонија, е познато дека ние сме стручњаци за све. Па така и за оваа работа. сега Родителите поише знаат и од 2 милиона селектори за ракометки имаме. Токму така. И имаме во моментот. Меѓутоа, тие млади судии треба да се челичат токму на тие надпревари. Иако никој не е безгрешен. Секој прави грешки. Како што тие млади играчи прават грешки, така и тие млади судии. Меѓутоа, ние сме чекор понапред од останатите и ние практикуваме и како меѓународните судии да судат со помлади судии и на тој начин да стекнат една самоувереност, самодоверба и да научат повеќе за правилата и за судењето. Слове, како македонските судии или како судиите ги добиваат надпреварите на големите надпреварувања во Европа и во светот? Па добро, Кој е принципот, шаблонот, системот? шаблонот кој е? Значи, збориме се прво за Европа. Европската федерација, збориме за Лига Шампиони, неделно ги делегира судиите за секое коло. Значи, добиваме 15 на дена пред да се одигра надпреварот известување на кој надпревар сме делегирани. Тоа е тајна меѓу нас, само ние знаеме. Една недела после тоа јавно го објавуваат. Билтенот, да. Да. И така, обично по 7-8 надпревари, максимум по година у Лига Шампиони може еден судиски пар досуди, вклучувајќи го и финалето. На првенствата значи има шеф на судии кој е, претходно си има план разработено кој каде по групи суди, значи тоа веќе се знае во неговата глава. Сега има судиска комисија. Да, сега е судиска комисија. Понатака како ќе се пласираат репрезентациите, зависи од неутралноста на судиите, како се вкрстуваат, која со која репрезентација и според квалитетот на судените надпревари во група, добиваш четвртфинале, осмина финале, полуфинале, финале, зависи од квалитетот. Истото и за Светска федерација на светските првенства се води на истиот принцип, така да се зависи квалитетот и неутралноста. Кои се шансите на Македонија, познавајќи го ракометот, нели во најситниот детаљ, кои се шансите сега на Македонија од Вараждин да има прогрес понатаму? Ме прашуваш мене, мислам дека оваа година имаме многу повеќе шанси него претходно, бидејќи можеме да се носиме со едни репрезентации како што е Унгарија и како што е Холандија. Да не го занемариме фактот што Косово одигра неречено со Холандија во квалификациите. Која што важи селекција со голем подем, репрезентација важи за селекција со голем подем и селекција која игра модерен ракомет. Меѓутоа можам да кажем дека овие наши деца играат све по-модерен ракомет. Требаше еден циклус да пројде, ова име точно 4-та година како играат заедно на големи надпреварување. Се забележува палката на Кирил Лазаров и влијанието негово врз модерната игра? Се забележува дефинитивно, поготово во домашната игра и имено оваа година, како што и сами знаете, Алкалуит се први во есенскиот дел од табелата и можеше да се види дека и со Вардар, и со Пелистер, и со Охрид, и со Тиквеш, Алкалуит одигра стварно добри надпревари. Што не можам да го кажам дека и на репрезентативно ниво игра така добро како дома, меѓутоа се надевам дека ќе ме демантираат. Треба да му веруваме на процес. Се надевам дека ќе ме демантираат и дека сега на ова првенство имаме огромни шанси, значи треба да ја добиеме нели Гвинеја. И не треба да го занемариме фактот бидејќи сите играат ракомет денеска. Нема веќе аутсайдери или сега игра и Грција ракомет, играат и Фарски острови, игра и Италија, ново светско првенство. Значи сите веќе играат на ракомет, нема лоши репрезентации. Меѓутоа имаме огромни шанси да добиеме една или две, да пренесеме бодови во следната фаза, а таму играме, мислам дека се вкрстуваме во група со Катар, со Австрија, со Бахрейн и Франција. Така да не Чуда се можни. Све е можно и можно и од таму да добиеме една или две, така да стискам Па да ни врати Бог за Србија 2012-та кога за тој еден фамозен гол на Кире таа топка да влезеше во голот. Ландин е виновен. Не мораше ни да влезе, не мораше ни да шутне. Да, Ландин е виновен, меѓутоа тука е таа желба за победа, за триумф на еден голем спортист. Добро, што би сакале повеќе? Вие да судите финале или Македонија да игра финале? Македонија да игра дефинитивно. Секогаш сме го говореле тоа дека
еве као пример ќе напоменам, значи 4 пати сме суделе Final Four на Лига шампиони. 3 пати сме суделе полуфинале, еднашка четвртото за среќа имавме шанса финалето. Во тие 3 полуфиналиња Вардар играше во Final Four. И ние немавме теоретска шанса да судиме финале. Бидејќи секојаш делегира дека можноста е голема, 50% дека Вардар ќе игра финале. И однапред се делегираат тие надпревари, така да секојаш сме велеле дека подобро е Вардар да игра финале него ние да судиме. Така и за Македонија. Дај Боже Македонија да игра финале, Или било која друга македонска екипа. А кога Вардар игра финале, Вардар победува. Добро, како дали и судиите се горди по тоа така? Кога ќе се појават, кога македонска екипа ќе освои Лига на шампиони или кога репрезентацијата ќе одигра добар надбор, дали и вие се перчите така? Сте задоволни од себе и од потеклото? Горд кога екипа од твојата земја или од репрезентацијата на Македонија ќе одигра добар надпревар, секако си горд те гледат со други очи таму. Не е се исто кога си во врвот и кога си на крај. Меѓутоа ние секој сме во врвот на судењето, така да не гледат секој со различни очи, да не бидам нескромен. А па и пред фактите и боговите молчат, нели? Од 2012-та сте единствената судиска светска двојка која што константно од 2011. 11-та точно. Првото светско сениорско првенство ни е 2011 во Шведска. Ова ние 8 по ред. Добро, сакав да кажам на европските првенства дека сте континуирано од 2012-та и дека сте постојано. Ете од 2011-та на големите светски настани. Добро, пензија споменавте и на галата. Па пензија да, ја оваа година ќе полнам 50 години по старите критериуми. Следната сезона ќе ни беше последна. Да. Меѓутоа светската ракометна федерација пронајде модус како тоа да го пролонгира. Значи за најквалитетните елитните судии дозволи 5 години пролонгирање, меѓутоа треба тоа да се заслужи, не е само по автоматизам. И секоја година домашната федерација ќе не номинира за следна сезона, а тоа треба да го прифати светската федерација за да судиме и таа наредна сезона. Значи ќе иде сезона за сезона со сите исполнети норми, квоти, видео тестови, рул тестови. Само за илустрација, оваа година трчавме 6 пати тестови за да учествуваме. Добро ги истрчавте ли? Па ако чим сме на првенството, значи сме ги истрчали. Знаеш како е таму? Какви се тестовите? Легер тест, кружен, бип тест. Бип тест? Да, шатл ран. Значи камикази популарни. Камикази Од популарни. линија до линија. Така, Прво бавно темпо, па потоа побрзо и мораш да си од линија до линија таму и не можеш да си пред или после тоа. Еднаш ти даваат шанса да сгрешиш, после тоа те нема. Еднаш да не истрчаш, толку никогаш. И според годините, старосните години, значи има до која граница треба да се Тоа истрча. од минатата година. Да. Иначе ништо не сме у поволна ситуација, бидејќи додека трчавме ние беше 9,5, сега с големија за младите 10, ние пак сме 9,5, така да ништо немаме поволности од сето тоа. И не само тоа, него сега на првиот ден кога ќе дојдеме во Загреб, не мерат и ни мерат Имаме body mass index. Така да мора да сме и во нормите на тоа. сте фит, руска салата се надам дека се не утепавме да ти кажам. Прв Божик да сме дома се Со посеб убивме. мајонез. Ако воопшто и постои такво нешто. Не постои. Добра. Ајде последното прашање нека биде сакав Лос Анџелес да го споменам, нели блиску е, тука е, влегува во таа рамка 5 годишна, дај Боже, финалето да го одсудите. Што ќе им порачате еве за прво на сите граѓани на Македонија, нели, а потоа и на помладите во ракометот? Ајде Славе. Па, што би препорачале? Значи, здрави живи пред се, да се чувствуваат среќни во Македонија, за во спортот Македонија да достигне, па, еве, како што го кажа Ѓоко патот, значи тоа и полуфинале ќе биде според тие победи. Еве, нека не биде полуфинале, да пројдеме во следна фаза. Чекор по чекор, така. Прво победа, па потоа следна фаза, па таму победа. За младите генерации да се занимаваат со спорт, кој сака, еве, отворени сме за соработка да бидат ракометни суди, значи стоиме на располагање на сите млади Секогаш. спортисти, бивши ракометари, секој што е заинтересиран да дојде да се јави, ќе им овозможиме се што сакаат да полагаат, да судат надпревари. Така да еве другиот дел ќе го оставам за Ѓоко нешто. Многу ми е официјален и ја морам да од рамката да избегам, да разбијам монотонија. Јас нема да бидам толку стереотипен, ќе им посакам на сите граѓани пред се поминаа празниците, меѓутоа среќен Божик,
да си ја сакаат и цената оваа наша убава Македонија, кога си ја сакаш и цениш државата, можеш да иде само напред. Секој оној што се бави со спорт, а нашиве деца, ние сме талентирана спортска нација, иако сме мали, не има во сите спортови, доколку се, еве, сега имаме честит доблес да го имаме за министер господинот поранешниот ракометен. Му избега Министерство за одбрана, ама му Му дојде имаме, Министерството за спорт, тоа што му Министерство доликува, за спорт, нели? треба да се насочат сега само за да се обезбедат правилни услови, значи под услови не подразбирам само градење на спортски сали, туку и одржување на истите и да имаме услови и во овие зимски услови да бидат нормални, да биде топло, да биде загреано, да имаме базени и успехот неминовно сам по себе ќе си дојде. Добро, ако денот по утрото се познава од она што е барем кажано и најавено и што досега е сработено, на добар пат сме. На добар пат сме, така и за Лос Анџелес само да ти кажам, морам да ти кажам. Гребнавме малце, имено на главниот на судиите му споменав, баш пред финалево на прошлата Олимпијада и по оценки бевме најдобри. Таму, меѓутоа, по игра на случајноста им доделија да го судат машкото финале словенците, иако од судија само една машка утакмица цел турнир. И му викам, оваа Олимпијада ни го зема финалето, очекувам следната да ни го вратиш. И толку беше, се надевам со Господ напред, дека во Лос Анџелес ќе го судиме и финалето. Па и го заслужувате тоа. Ви благодариме што одвоивте време ова утро толку рано, подготвувајте се за пат, патувајте мирно, со лесно нека е, па дај Боже да има нешто за што ќе зборуваме, нели, да биде позитивно од ракометот по враќањето од светското првенство. Благодариме уште еднаш. Благодариме на